Ајде да зборуваме за нешто што е и возбудливо и, да бидеме искрени, малку застрашувачко. Како да се внесе ново куче во домот и да се погрижиме сите да бидат среќни. Ова е нашиот водич за создавање мирна глутница. Размислувате да го проширите семејството со уште еден член. Супер! Ама, веднаш се појавува она прашање, нели? Што ќе прави првото куче? Како ќе реагира? Да, таа грижа е сосема реална и ја имаат речиси сите. Добрата вест е што со вистинскиот пристап, оваа транзиција може да помине многу полесно отколку што изгледа. Добро, пред да скокнеме на решенијата, мора прво да го разбереме проблемот во сршта. Значи, прва точка. Што е всушност таа љубомора ке кучињата? И веднаш да расчистиме нешто. Не се работи за лошо однесување. Се работи за нешто многу подлабоко, за инстинкт. Кога кучето е љубоморно, тоа е всушност емоционална реакција. Инстинктот му вели: еј, чекај малку, ова ново суштество може да ми ги земе вниманието, храната, моето место на каучот. Во суштина, се сведува на стравот од губење. Кучето се плаши дека ќе го изгуби своето место во глутницата, својата сигурност. Тоа е чист инстинкт за самоодржување. А како да се препознае ова? Па знаците се прилично јасни. Можеби кучето одеднаш станува премногу наметливо, постојано бара внимание со туркање или цвилење, или пак почнува да ржи кога новиот член ќе се доближи до неговите играчки или храна. Класично чување ресурси. Некои кучиња дури може и да се повлечат, да станат изолирани. Ако забележите нешто од ова, тоа е јасен сигнал дека се чувствуваат несигурно. И ова не е само некоја наша предпоставка, знаете, има и наука за тоа. Една студија од PLOS-ONE, уште во 2014-та, покажа дека кучињата на вистина покажуваат мерливи реакции на љубомора кога ќе видат ривал. Значи да, тоа е вистинска емоција, водена од нивната длабока потреба да ги зачуваат социјалните врски. Добро, сега кога знаеме зошто се случува, ајде да видиме што да направиме во врска со тоа. Влегуваме во делот за подготовка. И ова е клучно. Успехот не почнува кога кучињата ќе се сретнат, туку многу порано. Едноставно кажано, подготовката е превенција. Толку едноставно. Повеќето проблеми можат да се спречат уште пред да се случат само со добро планирање. Верувајте, времето што ќе го вложите сега е најдобрата инвестиција за мирен дом во иднина. Овде клучниот збор е компатибилност. Треба да се размисли и за двете кучиња. Какво е постоечкото куче? Дали е мирно? Дали има историја на агресија? Од друга страна, треба да се избере ново куче со сличен темперамент и ниво на енергија. Замислете само, да споите хиперактивно кутре со некој стар, мирен пес, тоа е рецепт за фрустрација од двете страни. И уште нешто многу важно. Првата средба никако дома. Зошто? Затоа што домот е територија на првото куче. Ако го донесете другото таму, тоа веднаш ќе биде видено како натрапник. Најдобро е да се сретнат на неутрален терен, некој парк, дворка и пријатели, некаде каде што ниено од нив нема да се чувствува дека треба да брани нешто. Супер, подготовките се направени. Сега доаѓа главниот дел, самото запознавање. За да биде полесно, го разделивме целиот процес во 5 едноставни чекори. Чекор број 1. Запознавање преку мирис. Пред воопшто да се видат, разменете им ги играчките или кебенцата. Кучињата го доживуваат светот првенствено преку мирисот. На овој начин, тие се запознаваат еден со друг на безбедно, без стрес. Кога конечно ќе се сретнат лице во лице, мирисот веќе ќе им биде познат, што е огромен плюс. Откако ќе се умирисаат, одиме на чекор 2. Визуелен контакт, ама со бариера. Користете бебешка порта или ограда. Нека се гледаат, нека го наблюдуваат говорот на телото, ама без можност за физички контакт. И секогаш, ама баш секогаш, наградете го мирно однесување. Целта е да сватат дека присуството на другото куче е нешто позитивно. И еве го. Чекор 3. Првата вистинска средба. На поводник, на неутрален терен, се сеќавате? Мотото тука е кратко и позитивно. Неколку минути се сосема доволни. И најважно од се, сопственикот мора да биде мирен. Кучињата ја впиваат нашата енергија. Целта не е да се засакаат на прв поглед, туку средбата да помине мирно. Чекор 4. Ја носиме интеракцијата дома.
Ова е веќе голем чекор. Прво, држете ги на поводник и внатре. И постојано надгледувајте ги, особено околу работи како играчки, храна, па дури омиленото место за спиење. Тука најчесто избиваат конфликти. И последниот, петти чекор, е постепена интеграција. Ова е маратон, не е спринт. Може да трае со недели, па и месеци. Бидете трпеливи. Осигурајте се секоја куќа да има свое место, свои играчки, свој мир. И полека зголемувајте го времето што го поминуваат заедно без надзор. Трпението е апсолутно клучно. Добро, сви това звучи добро во теорија, нели? Ајде да видиме како функционира во пракса и што велат професионалците. Неколку лекции од експертите. Еве два примери од реалниот живот. Првиот, кутрево ведено ке љубоморен териер. Со постепено запознавање и еднакво внимание за 1 месец играле мирно. Вториот, вдомено куче во дом со уште 2 други. Тука требала и стручна помош, ама со одвоено хранење љубомората се намалила за неколку недели. Поуката, методот функционира, но не е срамота да се побара и помош. И еве еден златен совет од бихевиористката доктор Патриша Меконел. Таа вели, накратко, користете награди и пофалби. Првите средби нека бидат кратки и позитивни. Кучињата учат преку асоциации. Ако мирното однесување значи награда, погодете што ќе прават почесто. Токму така. А Цезар Милан пак не подсетува на нешто друго, на нашата улога. Нашата енергија е се. Ако ние сме нервозни, напнати, таа нервоза се пренесува директно на кучињата. Треба да се биде мирен, самоуверен лидер на глутницата. Тоа им дава сигурност и спречува конфликти. И така, поминал и најтешкиот дел. Запознавањето е готово, ама работата не завршува тука. Сега доаѓа оној долгорочниот дел. Како да се изгради и одржи хармонична глутница. А клучот за долгорочен мир? Па, прилично едноставен. Праведност. Замислете вака. Ако едното куче добие 10 минути индивидуално време за игра, тогаш и другото мора да добие исто толку. Едноставна математика, нели? Можеби кучињата не знаат да бројат, ама верувајте, имаат совршен сензор за неправда и многу добро знаат кога се запоставени. И со тоа доаѓаме до главната полка. Целиот овој процес, оваа превенција, не е нешто што се прави еднаш и готово. Тоа е континуирана работа. Доследна рутина, позитивно заселување и праведност. Тоа се темелите на кои се гради среќен дом со повеќе од едно куче. И за крај да се остави едно прашање да виси во воздухот. Дали целта е да се изгради домакинство или глутница? Разликата е огромна. Домакинство е само збир на индивидуи под ист покрив. Глутница е нешто друго. Тоа е поврзана функционална целина. А со свесен пристап, токму тоа може да се постигне вистинска хармонична глутница.